Работничките права, можем да кажем дека се уназадени, може би плата е покачена, ви тоа што со инфлацијата. Значи, тука имаме струја покачена, тука имаме дрва за кои што пазарен инспекторат вика не може да се продаваат повеќе од 3000 денари, иако граѓаните од источниот регион и работничките може да посведочат дека ги купува по 5 до 6000 денари. Во почетокот на април, 80.000 вработени кои земаат минимална плата ќе добијат зголемување од околу 45 евра, односно плата од 18.000 денари. Пратениците се едногласни дека тоа е неопходно. Не би можела да кажам дека состојбата со работничките права е добра, никогаш не била, не знам дали некогаш ќе биде, меѓутоа идејата е дека треба да се бориме да ја подобриме каква и да е. И она што е многу важно е дека постојат закони кои што се обидуваат да ги спречат кршењата на работничките права, но за жал истите нечесто се имплементираат. Моментално, значи има некоја стагнација во пријавите, но тоа не значи дека за еден месец од сега нема да има проблеми и отпуштање и она што се случуваше во почетокот на корона кризата. Само што мислам дека овој пат ќе биде многу поизразена, бидејќи се работи за покачување на струја, која што добар дел од компаниите дел ќе имаат проблем, дел нема да осетат посебен некој проблем, меѓутоа работниците се оние на крајот кои што страдаат. Работничките права не зависат толку многу од инфлацијата директно, ако рачунате, и од енергетската криза, но индиректно, преку зголемување на трошоците за работење на компаниите, може да влијае, да речеме, на намалување на растот на платите, што директно ги задира работниците. Во однос на правата, тие најмногу зависат од законските прописи, од понуда и побруачка на работна сила, бидејќи знаеме дека во овој момент нема доволно работна сила за текстилните фабрики, така да автоматски и правата се покачуваат. Најчесто работничките права се кршат во трудово интензивните индустрии, односно како што ги нарекуваме прекаријат, а тоа се текстилната, кожарската и индустријата за нега или грижа, каде што над 80% од вработените се жени. Уште еден момент зошто кога зборуваме за кршење на работнички права, пред се зборуваме за жени, и тоа ни е фокус како работа во организацијата е затоа што огромен број од работодавачите, 70 и нешто проценти, 79% се мажи, само остатокот се жени, што ќе рече уште еден канал за поголема дискриминација на страна на жените. Се уште имаме за жал проблеми, ако имаме системи, институции, се уште имаме исплати под минималецот, што е навистина тажно во 21 век со загарантирана минимална плата. Меѓутоа имаме барем сега соработка, за разлика од пред неколку години, сега имаме барем соработка со Државен трудов инспекторат, Управа за јавни приходи, кај што веќе се прават и координирани акции по наши дојави. Меѓутоа, казните пак од друга страна се 100-200 евра, што воопшто не е проблем за добар дел од работувачите да ги платат и тие работници повторно можат нивните побарувања да ги бараат само на суд. Хрватска е за нас земја која што е одамна, не е одамна, меѓутоа е во Европска унија, Црна Гора не е. Меѓутоа, очигледно имаат повише капацитет од нас и повеќе одлучност дека треба конечно се мисли на народот на место на олигарсите. Дека треба да се мисли дека тие институции се платени од граѓаните и треба да работат во корист на граѓаните.
Ништо помоци, ништо повеќе. Почитување и имплементација на законите. Јас мислам ова е време на преживување, значи мора да се изнат можности да ги намалат негативно влијание на трошоците за енергентите, значи да се заштити онаму кај што може, кај што имат можности да направат соларни панели за производство на електрична енергија, да сами да ја произведуваат струјата, за да тој товар на енергентите не биде така голем за да може компанијата да продолжи да работи и да исплаќа повисоки плати на работниците.